Продолжи судењето за случајот со самоубиството на Ивана, која заедно со незината ќерка скокна од балкон во скопско Тафталиџе. По долгогодишно физичко и психичко малтретирање од страна на незиниот сопруг Стојанче, кој меѓу другото е осомничен и за поттикнување на самоубиството. На денешното рочиште сведочеа Мартин Саздов и очевидец на физички напади врз Ивана. Судењето го следи Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Бети, ајде повели да чуеме што посочија денешните сведоци во своите искази и дали има некои нови моменти. Благодарам, Борче. Токму така, овде каде што се наоѓаме во кривичниот суд во Скопје, денеска продолжи процесот против Стојанче Јовановски, кој што е обвинет за поттикнување на самоубиство на неговата сопруга Ивана. Тој исто така бил татко и на Катја, која што заедно со Ивана на 2 март трагично го заврши животот, паѓајќи од балкон во скопската населба Тафталиџе. Инаку прв овде сведочеше Мартин Саздов, кој што тој е истиот оној кој што вечерта кога Стојанче Јовановски ги оставил Ивана и Катја во 1 часот по полноќ на автопатот во близина на Штип, дошол по нив да ги земе и бил единствениот кој што се одзвал на повикот на Ивана, откако таа претходно побарала помош од незините свекор и свекрва. Инаку Мартин Саздов, кој сведочеше видно вознемирен и поради тоа судијата во неколку наврати даваше и паузи за да може истиот да се соземе и да продолжи со сведочењето, раскажуваше за физичкото насилство кое што Ивана го трпела од страна на незиниот сопруг во последните неколку години, а честопати дури и во негово присуство. Мартин Саздов најмногу се задржа во исказот за трагичниот ден на 2 март, кога се случи трагичниот настан. Тој раскажа дека откако заедно ја земале Ивана од незиното работно место во близина на гимназијата Нова, се упатиле кон судот, каде што Стојанче имал обврска да се пријави во судот. Попат тој, иако седел на предното седиште, со колениците се потпрел на сувозачкото седиште, ја фатил Ивана за врат, почнал да ја дави, пошто таа изгубила свест, меѓутоа не верувал дека е лошо, велел дека глуми. Кога Ивана се освестила, почнала да врти на телефон, а свидокот предпоставува дека се јавувала во полиција. Кога стигнале овде пред кривичниот суд, исто така Ивана уште еднаш била нападната од страна на незиниот сопруг. За целото тоа време таа очајно барала помош од полицијата, се јавувала на 192. Меѓутоа, кога полицијата дошла на местото на настанот, поразговарала одделно со едниот, а потоа со другиот и им кажала да сами да си ги решат брачните проблеми. Потоа Стојанче почнал повторно овде да ја удира Ивана, зашто сведокот рече дека верува дека има и видео снимки од безбедносните камери кои што тоа ќе го докажат. Ивана повторно се јавила во полиција, меѓутоа тогаш кога дошле полицајците на Ивана и се обратиле дека ако уште еднаш ги повика, ќе биде обвинета за лажна пријава, а истото тоа и го кажале откако таа во присуство на Стојанче, како што рече сведокот, се плашала да каже дека повторно се јавила да ги повика. Инаку кратко пред да се случи кобниот настан, тие се упатиле кон станот каде што живеела Ивана, со цел Ивана да ги земе незините работи, а потоа да оди кај мајка ѝ, меѓутоа таа никогаш не се симнала. Прво им кажала дека ќе спакува неколку работи во куфер, а потоа им кажала да не ја чекаат затоа што сака малку да одмори со Катја. Им се јавила на видеоповик, а потоа се слушнал силен тресок. Еве што изјави сведокот. Додека стоевме долу, му се јави на Стојанче. Го прашав што му кажам и рече не ја разбрав. Предпоставив дека му кажала дека ќе направи нешто. Ми се јави мене и ми рече можеш ли да му кажеш на Стојанче на камера да ми се јави. Ивана му задзвони на камера. Јас дзирнав во неговиот телефон и видов што се случува. Ја видов со Катја во раце на тераса и сватив. И реков немој да си направила глупост и веднаш слушнав силен удар. Истрчав да видам што се случува и ја видов Ивана во крв. Почнав да трчам по Катја, ама ми текна дека претходно Ивана ја заклучи вратата.
Тогаш ја видов и Катја донезе. Почнав да викам, викнете брза помош. Толку беше. Стојанче се упати на главната улица, јас истрчав на Ивана и Катја. Стојанче не отиде да ги види. Откако заврши исказот на сведокот Мартин Саздов, овде на свој исказ даде и Ивана Билчева, која што била сведок на една од тепачките, односно на нападите од страна на Стојанче врз Ивана. Таа објасни како се случило и на кој начин се обидела да ја помогне на Ивана, па предлагам да го видиме и нејзиниот исказ. Забележав луѓе што се расправаат. Ми привлече внимание плачењето на девојчето. Замолив една мајка да дојде со мене за да го смириме детето. Стојанче ја удри Ивана со шамар. Застанавме да ги разделиме, а јас го земав детето за да го смирам. Детето се тресеше. Стојанче повторно ја нападна Ивана со повеќе удари по главата и телото. Ја оставив Катја и повикав полиција. Му кажав на Стојанче дека ова е кривично дело и не смее да го прави пред дете. Ништо не ми одговори. Ја зема Катја и бидејќи свати дека викнав полиција си замина. Ивана не беше заинтересирана кога и кажував дека ќе помогнам да пријави. Кога пристигна полицијата ја замолив да го пријави Стојанче, но таа замина. Инаку рачиштето продолжува и утре, кога овде ќе бидат сослушувани тројца нови сведоци. Тоа се братот на Ивана, исто така уште една соседка и наставничка на Катја од основното училиште Песталоци. А уште нешто би сакала да додадам пред да се одјавам од овој линк, нешто што самиот сведок Мартин сакаше да биде забележано е дека кога Катја се жалела во училиште и кажувала дека незината мајка дома е тепана од страна на таткој, од училиштето единствено на разговор ја повикале Ивана, а не и насилникот. Ова би биле информациите од тука.